Еве и тоа го доживеавме, демократот Талат Џафери да интерпретира кога се свикува седница за интерпелација, кога во негово време останаа неразгледани еден куп интерпелации. Да не кажам погрешна бројка, нема ни да спомнувам, ама еве како за пример ќе ви кажам, првиот министер за култура, Роберт Алагјозовски, интерпелацијата негова не беше разгледана до разрешувањето на Талат Џафери после 7 години. Човекот и заборави дека е министер, неговата интерпелација остана тука на ред за чекање за разгледување. Не се тоа ни не е толку битно. Јас ќе го поздравам моментот кој што го спомна председателот Талат Џафери и велам намерно председателот затоа што токму тоа ми е интенцијата да го кажам. Оваа интерпелација поднесена за Илира Даути е наменска и се однесува за нејзино несвикување на седница како председател на комисија. Врз основа на периодот кога председател беше Талат Џафери и кога ние го разгледувавме овој моментум и кога сите заедно на тој Жан Моне ги донесовме овие измени на закон. Па сега ќе ве прашам, колега Џафери, дали вие, како еден, не како еден, како тогашен председател и како еден од неколкумината со кои што на дневна основа разговаравме за ова, ќе ја поддржите оваа интерпелација и ќе гласате за разрешување на председателката на комисијата од причина што точка на дневен ред која што е должна да ја стави на комисија не е ставена од нејзина страна, и тоа е остов за интерпелација, и тоа е остов за разрешување, без политички да ми одговарате дека ако таа не ја свика, потребно е да тоа го направи председателот на собранието. Сега го разгледуваме моментумот со председателката на комисијата. И кажете дали таа има обврска да ја стави или нема обврска да ја стави. Ако има обврска да ја стави, тогаш денеска мораме да донесеме одлука за нејзино разрешување. Без, повторно ќе кажам, политички да ги извртувате зборовите и да одговарате на друго. Благодарам. Кунда реплик Талат Џафери.